Клубови именувани по докажани фашистички соработници и клуб именуван по македонски поет. Разликата е голема. Ванчо Михајлов и цар Борис III, бугарски со директна поддршка од официјална Софија, Никола Вапцаров, македонски во Благоевград, официјално осуден дури од македонските власти, и покрај тоа што се именувани по и повеќе од спорни историски личности, бугарските клубови во Македонија добиваат силна поддршка и ветер во грб од страна на бугарските власти. Доказ за тоа беше свеченото отворање на Ванчо Михајлов во Битола, каде што присуствуваше државниот врв на Бугарија предводен од тогашниот премиер Кирил Петков и заменичката на бугарскиот председател Румен Радев и Лијана Јотова. Статусот на овие два клуба стана и причина со која Бугарија во иднина може да не блокира на европскиот пат. Во тамошното собрание беше изгласана декларација со која позицијата на официјална Софија е дека никако не смее да се забрани постоењето на Ванчо Михајлов и цар Борис III. Бrisењето на клубот од Битола беше причина за нови жестоки реакции на политичкиот врв кај источниот сосед, во прв ред бугарскиот председател Румен Радев. Заличаването на имената на българските клубове няма да заличи твърдата решимост на България, на европейските институции, на нашите европейски партньори, Република Северна Македония да впише македонските българи в тяхната конституция. Това е отправната точка за интеграцията на нашата съседка в Европейския съюз. Најава дека Македонија може да има проблеми бидејќи го избришала клубот именуван по докажан соработник на фашистичкиот режим, ни најави заменик министерот за надворешни работи на Бугарија Костадин Коџабашев. Непринципиелна и тенденциозна била одлуката за негово бришење од Централниот регистар. Силно сме обезпокоени од последователните действия на Северна Македонија за ограничаване на правата на сдружаване и на свободно изразяване на българската общност в тази държава. Институциите в Скопje не представиха каквито и да е реални аргументи за оспорването на регистрацията на българските сдружения. Те са взели своето решение единствено и само чрез безпринципно, едностранно и тенденциозно поставяне на имената на сдруженията в изкривен исторически и идеологически контекст. Сосем спротивен е ставот и односот на македонските власти, за разлика од поддршката која од Бугарија стигна за клубовите. Нашите официјално кажаа дека не го поддржуваат отворањето на Никола Вапцаров во Благоевград, што го потврди лично и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Многу ми е полесно јас сега пред вас да кажам мора да се отвори клубот таму. Граѓаните мора да ги почитуваат сите права во Бугарија. Сигурно ќе имам одлични текстови во медиумите, но не правам услуга ниту на луѓето таму, ниту на интересите на оваа држава, ниту на меѓусоседските односи. Јас тој пат сум го избрал и сум убеден дека е тоа правиот пат. За него Никола Вапцаров не беше добра идеја, но среде Софија во интервју за БТВ ги охрабри бугарите да отворат нови клубови во Македонија. Бугарската заедница во Република Северна Македонија е во период на консолидирање, манифестирање и интегрирање во општеството. Бидејќи јас доаѓам сам од немнозинска заедница, која што исто така на почетокот имала проблеми во своето консолидирање и интегрирање, се чувствувам најповикан исто и да ги советувам бугарската заедница дека треба овој процес да го направиме внимателно, без при тоа да се предизвикува чувство кај останатите дека има некаква зла намера во било кои иницијативи. Ние ги охрабруваме бугарската заедница да се организираат во клубови, да отвараат што повеќе клубови. На отворањето на македонскиот културен клуб во Благоевград не присуствуваше ниту еден представник на македонската влада, иако добија официјална покана да бидат дел од свеченото отворање на Никола Вапцаров.